И некаде по 30 на минути по 17 часот време е да поразговараме со последниот гостин во овој блок или во овој дел од денот на отвореното студио. Андреј Синих, извршен директор на Заедно посилни. Добар ден или добро вечер и за вас. Заедно посилни, Здружение за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ. Добро вечер. Овде сме за да поразговараме за настан кој што ќе се случува утре вечер, а секако е во контекст и во име на 1 декември како ден кој што знаеме дека е ден за борба против СИДА, свесност за неа, како да се живее со луѓето кои што се заболени со ХИВ и така натаму. За жал, повеќе или помалку, ваквите и интервјуа и разговори се најчести во овие денови пред 1 декември. Јас не знам дали е тоа вина во нас новинарите или во вас здруженијата кои што се занимавате со ова, но тука сме повторно да дадеме поддршка. Утре вечер Музеј на современа уметност. Така. Во секој случај благодарам за поддршката. Утре вечер е нашиот главен настан, тој е веројатно најјавниот настан што го организираме ние како здружение во годината. Веќе и вие спомнавте, 1 декември е денот, ние го правиме една вечер предходно. Интересно е што овие денови баш и јас станав свесен дека е всушност 30 годишнина од востановувањето на овој ден од страна на Светската здравствена организација како ден за одбележување на глобалните напори во борба со ова заболување. Ние повеќе години наназад организираме настан по тој повод, пригоден настан, кој што истовремено има и добротворен карактер. Донаторски. Да, донаторски. Оваа година се случува во петок, рековме, во 20 часот во Музеот на современа уметност и ќе продолжи некаде до полноќ. Има пригоден дел, каде што очекуваме присуство на представници од институциите, пред се Министерот за здравство, Министерката за труд и социјална политика, ќе бидат представници на Обединетите нации, дипломатскиот кор. Еден дел кој што го посветуваме во оној пригоден дел е нашето заблагодарување кон лица и институции и компании кои што значително ја поддржале нашата кауза, луѓето кои што живеат со ХИВ и така натаму. И потоа ќе има музички дел со Equinox Jazz Quartet и ќе продолжи како забава со диџеј Сонја Исмел. Така. Заедно посилни, кажав, здружение кое што функционира како поддршка или за поддршка на луѓето што живеат со ХИВ. Тоа значи дека вие сте во директна комуникација со луѓе кои што се носители на ХИВ и дека ја имаат вашата поддршка. Так. Сега го преведов ова што го кажам. Да. Сакам да прашам во што или во кој рамки или во кој размер ја имаат поддршката од вашето здружение овие луѓе? Значи, тоа е точно нашата основна дејност и ние сме единствено здружение чиј што главен фокус е нормално поддршката. Тоа што исто така карактеристично е дека нашето здружение е основано од самите луѓе кои што живеат со ХИВ и помал број блиски поддржувачи, меѓутоа првенствено тоа е здружение на пациенти. Постоиме од некаде 2010 година најпрви некако самостојно здружение, функциониравме во рамки на здруженијето ХЕРА, а од 2013-14 сме посебно здружение. Услугите за поддршка кои што ги даваме, да речам нешто што е уникатно, е дека имаме програма за нешто што ние го викаме врсничка поддршка. Тоа значи дека имаме обучени лица со ХИВ, обучени за да бидат советувачи и за да дадат поддршка емоционална пред се и да речам со разни совети, сугестии, корисни нели забелешки во на лица кои што се пред се штотоку диагностицирани и кога треба да се справат со целиот тој најчесто неразумен страв поради предрасудите кои што постојат, со стравовите колку долго ќе живеам, дали ќе ми падне косата од терапијата и најразлични нели секакви работи што на луѓето им поминуваат низ глава, кој ќе дознае, тоа е едно од најголемите стравови да речам кога човек се соочува со диагнозата на ХИВ. И значи нашите советувачи се обучени самите од преку нели врз основа на своето лично искуство да дадат поддршка која што е исклучително значајна. Сега тоа е една од да речам уникатните услуги на поддршка, меѓутоа ние секако обезбедуваме и повеќе од тоа и психосоцијална поддршка во поширока смисла на зборот.
обезбедуваме конкретна директна помош за лица кои што живеат со ХИВ, а се живеат во неповолна социјална положба, да речеме особено во другите градови, кои што треба да дојдат барем еднаш во 2 или во 3 месеци за здравствен преглед за подигнување на терапијата која што се подигнува само во Скопје, и за луѓе кои што нели живеат од некаква социјална помош, тоа е значителен издаток, така што ние обезбедуваме за одреден број на луѓе покривање на патните трошоци, обезбедуваме навистина сега скромна помош во прехранбени и хигиенски производи од прилика на месечно ниво. И токму добротворните настани што ги организираме се во тој контекст, дека тоа се тие средства се исклучиво за таа намена средствата што ги собираме со донаторски настани најчесто околу 1 декември. Дали тоа значи дека како здружение вие сте во буквално интензивна врска и комуникација со овие лица кои што се заболени со ХИВ? Треба да имаме. Немате дека не знам, само во петок и сабота или сабота и недела сте им на располагање, туку сте им на располагање постојано. Секој ден, често пати советувачите се достапни во било кое време, се разбира, во договор. Да, ние нудиме и ХИВ тестирање, меѓутоа тоа го прават многу други организации, тоа ни е достапно 2 пати во неделата, меѓутоа за лицата со ХИВ, бидејќи имаме работно време, секако сме тука и нашите на телефоните и на Facebook страната сме достапни. Ни се случува на Facebook да ни пишат луѓе кои што прв пат сакаат да воспостават некаков контакт или ете се во некаква паника бидејќи добиле информација и често пати знаеме и тука да го воспоставиме тој првичен контакт. Што велат бројките во моментов во Македонија, колку имаме заболени со ХИВ? Во моментот јас утре ќе очекувам дека институциите ќе излезат со финални, да речам, точни податоци, меѓутоа она што ние знаеме, сега нели бројките се менуваат од ден во ден, меѓутоа на клиниката за инфективни болести во моментот се лекуваат околу 220 до 250, сега не сум сигурен точно која е бројката финално на лица со ХИВ. Ние на годишно ниво даваме услуги на околу 80 лица. Треба да исто така да биде јасно дека ХИВ сепак, иако зборуваме нели е еден сериозен проблем од здравствен, од социјален аспект, меѓутоа во денешно време постои терапија. Релативно лесно овој проблем се може да се менаџира. За најголем дел од луѓето нема да представува посебна компликација во животот од здравствен аспект, се разбира доколку навреме откриена ХИВ инфекцијата, така што сакам да кажам, луѓето функционираат нормално. Не секој има потреба од таа поддршка или поддршката е често пати најпотребна на самиот почеток, кога човек треба да научи како да се справува. Да, сакав тоа да те прашам, Андре. Во тој контекст, кој е најкорисниот совет кој можете да му го дадете на некој што што туку се соочил со таа дијагноза? Да ја пие редовно својата терапија. Но тоа е едниот сегмент. Да си даде време. Еден од корисните совети кои што ги даваме во односите со луѓето е да човек си даде време да одлучи кому ќе соопшти за ХИВ инфекцијата. Нешто што појаснуваме е дека никој не мора да дознае за тоа, дека таа информација од здравствената институција не може или барем не смее да излезе и за среќа не сме имале многу такви случаи, особено на клиниката за инфективни болести. Значи, од таму не може да излезе информација, тоа е лично право. Ако пациентот избере да не дознаат неговите родители, тоа докторите ќе го испочитуваат. Кога ќе биде спремен за тоа да разговара со своите најблиски, од кои што би му требала поддршка, тогаш може да го направи. Затоа што тоа е еден од најголемите стравови, спомнав. Кој ќе дознае? Значи, после овој првиот, кога се соочува со дијагнозата, вториот е дури првиот е често пати од нашето искуство, е вака и често разговараме за тоа, често пати првото прашање е кој ќе дознае, а не колку ќе живеам, иако и ова прашање е едно од првите. Во денешно време со терапија не е
тоа е да речам ирелевантно прашање, не може да се каже колку ќе живее едно лице со ХИВ, се очекува да живее нормално како и ХИВ негативно лице. Имаме за илустрација на сето ова што го зборуваме едно видео, кое што го имате во име на овогодинешната кампања. Ќе предложам истото да го видиме вака пред крајот на разговорот, па полека ќе се одјавиме со завршни поенти. Дозна го својот ХИВ статус, така ви е крајот на кампањата, така и ви се вика кампањата, навистина оптимистички и ведар. Ако се реагира навреме, може да се... Ова е една реалност. Тоа сакаме и да го пренесеме како порака. Ова е, како што пишуваше на почетокот, вистината приказна. Има повеќе вакви на наши членови. Меѓутоа, да, ние, иако видеото зборува за прифаќање, за отстранување на таа предрасуда, на осуда, на страв, пред се на стравот, нашата, да речем, нашиот слоган и порака е во насока на тоа луѓето да се тестираат. Зошто? Бидејќи во Република Македонија денес има терапија. Секој пациент, кога ќе биде диагностициран, има пристап до современа терапија и потоа, да речем, работите се ставаат под контрола. Меѓутоа, она што се констатира со последни анализи како клучен проблем е дека луѓето не се тестираат навреме, дека релативно доцна откриваат за својата ХИВ инфекција. И затоа тоа е, значи, клучна порака и клучен фокус како земја треба да ни биде, како да ги поттикнеме луѓето на време да се тестираат. Освен тоа, ние како Сдружение за поддршка исто така истакнуваме дека најглавната работа што може да се направи како поддршка за едно лице со ХИВ е да се создадат услови при кои што тоа лице на време ќе го дознае својот ХИВ статус, затоа што од тогаш понатаму ги знаеме чекорите. Така. Андреј, ќе ти се заблагодарам за твоето гостување. Ја поздравуваме вашата работа, ги покануваме сите кои што би сакале да бидат донатори на тоа што се ваши активности, ваши цели за луѓето што живеат со ХИВ, нели, како поддршка да повелат утре вечер во Музеот на современа уметност, со почеток во 20 часот. Имаат богата програма, многу поканети гости, можете слободно и вие да бидете едни од нив. Андре, ти благодарам уште еднаш. Благодарам и јас. Овдека го завршуваме живиот дел, би се рекло, од студиото и влегуваме во фаза кога се забавуваме малку повеќе во овие попладневни часови. Следува возење со Вучич, а потоа и колегите од забавната редакција. Останете со нас.